Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Ова е првата емисија во 2007 година и посакам пријатна и успешна 2007 година, а за вечерашното досие ние одбравме одредена тема со работен наслов, кој ги предаде античките македонци. Зошто токму таа тема како тема на вечерашното досие? Од една едноставна причина, бидејќи сметаме дека тоа е една од крунските и круцијалните теми кои треба ова година се одработат во Република Македонија. Поводот можеби е преименувањето на Скопскиот аеродром во името Александар Велики и Александар Македонски, кој на еден доста неумешен начин го направи македонската влада, меѓутоа многу поесенцијално и многу подлабоко е дека македонските влади во изминатите 15 до 20 години на еден доста несмасен начин се откажаа од нашиот линк кон античките македонци. Односно, зошто и по која цена македонските влади во изминатите 15 години ги продаат до античките македонци и зашто толку упорно сакаме да кажеме дека ние сме Словени кој дошла 6 век и дека немаме безмалку никакви поуздани историски линкови со античките македонци. Останете со нас, следува досието кој ги предаде античките македонци, односно една мешавина на политичка и историска анализа зошто всушност грците најмногу се плашат дека македонците на крајот од краиштата ќе побарат свој ексклузивитет на правото на античките македонци. Првата тајна средба на македонска и грчка преговарачка делегација се одржа на почетокот на јануари 1992 година во близината на Атина. Председателот Киро Глигоров во Атина испрати неколкумина од своите најблиски соработници во тој момент. Шефот на неговиот кабинет Ахил Тунтев и професор Димитар Мирчев, кој само неколку месеци претходно, заедно со министрите Љубомир Фрчковски и Владо Поповски, беше еден од пишувачите на првиот македонски устав. Во Атина беа испратени и тогашниот втор човек во македонската дипломатија, а подоцна и министер за надворешни работи Александар Димитров, како и подоцнежниот прв македонски амбасадор во Грција Љупчо Арсовски. На таа средба, за прв пат грчката страна јасно испраќа пораката дека за нив најважно прашање во преговорите е ексклузивитетот врз наследството на античките македонци и дефинирањето на нивните грчки корени, а дека денешните македонци кои живеат во Република Македонија се славомакедонци со словенско потекло. На 2 јануари 1992 година првата средба помеѓу македонска и грчка делегација, во тој период означена како тајна средба, дискретна средба. Мислам дека беше секако на 2 јануари, започната во Атина приближно 3 недели или можеби нешто малку повеќе од моментот кога председателот Глигоров во тоа време го даде писмото до Обединетите нации и шефовите на држави и влади во светот за признавање на независноста и суверенитетот на Македонија. Грците беа во тоа време изненадени. Што можете да почувствувате во тој момент, таа 92 година во контактите со грците? Имам чувство дека грците тој момент повеќе се плашеа од ексклузивитетот врз тоа наследство на античка Македонија, отколку од името на Република Македонија и дека тој проблем трае веќе 15 на години. Морам да кажам дека за името воопшто не се зборуваше во тоа време, ниту од нивна страна беше покренато тоа прашање за името. Моите информации говорат дека дури околу 15 јануари, значи повеќе приближно 2 недели после таа средба, на седница на грчката влада прв пат е одлучено да се концентрираат на прашањето на името и практично да го одложат признавањето на Брисел. Во наредните 10 дена, во периодот од 4 до 15 јануари 1992 година, македонската држава прави неколку крупни отстапки во однос на грчките барања. Во скратена постапка го менува македонското знаме со сонцето од Вергина и ги прави уставните измени со кои се откажува од грижата за своите малцинства во соседните држави, односно уставно се обврзува дека нема никакви територијални претензии кон соседните држави. Веќе полека станува јасно дека македонските власти одбираат приоритетно да биде признавањето на државата на сметка на нашето премолчено откажување од историското наследство на античките македонци. Некои од учесниците на таа средба со кои сум разговарал, овде рекорд кажуваат дека дел од разговорите се водат околу тоа дали сме македонци или сме славомакедонци, дека грците излегле со еден купишта на документи, па дури книги на еминентни македонски историчари, членови тогашни на владата,
Лажи Ристовски, така натаму и така натаму, каде што јасно се кажа дека македонците се словени, дојдени во 6 век на овие простори и дека тука е клучниот аргумент на грците. Дали дел од тие разговори се водат на тие затворени средби? Да, апсолутно. Се водеа такви разговори, не само тоа, тие од почетокот нашиот статус го симна на статус на една република, односно провинција на бивша Југославија. Беше предложено разговорите да се водат на англиски или српско-хрватски јазик. Грчката страна на разговорите во Атина се постави крајно категорички, крајно условувачки и крајно заканувачки. И посредно не се зборуваше многу за историјата, меѓутоа ни беше речено дека треба да се воздржиме од секакви акции и мерки кои би во Грција би биле сватени како експанзионизам или претензии и слично. Односно некаков линк историски помеѓу денешните македонци и македонците на Александар Македонски. Да, така што професор Кофос, да кажеме, имаше документи донесено со кои се докажуваше дека нашите историчари ја фалсификувале историјата, дека она што ние сме го правеле е една штета на гречкиот дел на балканската историја и слично. И искрено да кажам, дури некои од тие документи изгледа автентични вака. Грчката екипа беше на ниво на помошник министер за надворешни работи, но во неја беше вклучен и Евангелос Кофос, познат на Македонија или на македонската стручна и политичка јавност како директор на Институтот за балкански студии во Солун. Целиот тој период практично институт кој ја афирмираше низ светот панеленистичката теза и тезата дека македонската нација не постои и дека македонската држава е творба на Коминтерната на Тито и познатите флоскули. Половина година по таа прва тајна средба во Атина, почнува тајната дипломатија меѓу Атина и Скопје, каде во главната улога се наоѓаше шефот на грчките тајни служби, Николаос Грилакис. Во основата на тие тајни преговори се наоѓаше предлогот за името Славо Македонија. И што беше предлогот на Мицотакис во тој период? Што беше клучно за вас? Името, територијата, правење на одредена федерација за која вие сте размислувале што? Славική Μακεδονία, να κλείσει η διένεξη με το όνομα Σλαβική Μακεδονία. Ελληνική Μακεδονία, Βουλγαρική Μακεδονία, απλά μαθηματικά ήταν. Имам чувство, професоре, дека во тој временски период, избирајќи помеѓу битката за независност и помеѓу битката за историското наследство на Александар Македонски, ние премногу лесно се откажавме од Александар Македонски на сметка на таа битка за независност. И тоа чувство го имам до ден денешен, дали тоа исправна политика на тогашната македонска влада и тогашниот македонски истаблишмент, бидејќи премногу лесно ова држава на почетокот на 90-те години ги прекина на одреден начин своите врски со Александар Македонски во наводници ставено. Да, па не е само тоа, да јас морам еден мој впечаток и оценка која и во една студија ја напишав, да ја кажам дека на почетокот на тој процес нашата држава немаше ниту стратегија, ниту политика долгорочна и не очекуваше вакви реакции на соседите, на Грција пред се, па и на меѓународната јавност. Мислите дека бевме изненадени од таквиот грчки тврд став? Апсолутно. Апсолутно. И во тоа време, кога се случи оваа посета, тој грчки став уште не постоеше. Тој се изгради во втората половина на јануари. Сушност, денес грчките политичари меѓу редови признава дека името Македонија секогаш било второ или трето степено рангирано прашање меѓу грчките национални приоритети, далеку за се уште отворените грчко-турски нерешени територијални проблеми и битката околу грчкиот ексклузивитет над историското наследство на античките македонци. Με συγχωρείτε. Αν μου ζητούσε κάποιος να κατατάξω τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική εξωτερική πολιτική, φυσικά δεν θα έβαζα σε καμία περίπτωση πρώτο ή δεύτερο το ζήτημα του ονόματος και της ανοιχτής διαπραγμάτευσής μας με τα Σκόπια. Γιατί η πρόταση δικιά μας ήταν για Σλάβο Μακεδονία και δεν θέλαμε, γιατί πιστεύαμε ότι ήταν η Νόβα Μακεδόνια ήταν μια υποχώρηση την πρόταση την οποία κάναμε. Додека грчкиот проблем со името е историски, разбираш? Историски, замислите. Нашиот проблем со името е
безбедносен. Тоа е проблемот. Не е наш историски. Сега како се викала античка. Мислите дека за грците ден денес е многу поприфатливо да биеме слава македонци, а да ни го признаат името Република Македонија, а да се откажеме на одреден начин Александар Македонски, и дали е тука клучната битка на Грција, тој ексклузивитет врз античкото наследство на античките македонци? Да, мислам дека е тоа едниот од мотивите на нивната политика, меѓутоа вториот од мотивите е сигурно стравот од признавање на статусот на малцинствата во Грција, бидејќи треба да се каже дека ако тие направат исклучок кон едно малцинство, какво што е македонското, ќе мораат во принцип да ги признаат сите други малцинства, а цела Северна Грција и Тракија се практично населени со малцинства. Албанско, влашко, турско, македонско. И по далекосежните интереси на Грција се не толку за нас да ни го смени името, туку да го избегне тој процес на признавање на малцинствата во самата држава. Мислам, речиси третина според демографите и статистичарите од населението на Грција припаѓаат на малцинства. Ако внимателно се анализираат сите предлози кои како некаков дипломатски пакети се нудат на Македонија, било од страна на посредникот Метју Нимиц, било предлогот од пред 3 години на меѓународната кризна група, во неговата основа е притисокот кој се прави врз Македонија да се дистанцира од своето наследство над античките македонци, односно да се прифати грчката вистина, дека ние сме словени, дојдени на Балканот во 6-тиот век. Значи, јас се викам Васко Ефтов. Дали треба да го сменам името да бидам словенски Васко Ефтов? То ли е по вас вистинското решение на проблемот? Како можем јас да ви речам, вие сте Николас Грилакис, да ви речам, ајде на 80 години смените го името? Со кое право? Со кое право, господине Грилакис, вие ми кажувате како јас ке се викам? Јас ке се викам како сакам. Ваше е право. Дал тоа ќе го прифатите или нема да го прифатите? Вие сте посилни од Република Македонија, вие сте членка на НАТО, вие сте членка на Европската унија, вие сте и војно посилни. Може да не сбришите за 2 дена ако треба. Меѓутоа, знаете, апсолутно не културно да дојдам дома кај вас и да ви кажам како вие да се викате. Ο ίδιος ο Γρηγόροφ σε συνεντεύξεις του είπε ότι εμείς είμαστε Σλάβοι, ήρθαμε τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστό στη Βαλκανική. Γιατί τώρα δεν μας αρέσει να λέμε ότι είναι Σλάβοι οι κάτοικοι της χώρας σας? Значи, двајцата сме македонци. Βεβαίως. Κακό είναι. И како ќе оделиме Александар Македонски? Мене левата, вас десната страна? Όχι, και εγώ να μου λέγανε να με κάνουν, να μου αλλάξουν το όνομα και εγώ δεν το ήθελα. Δεν είστε Έλληνες, δεν είστε Σέρβοι, δεν είστε Βλάχοι, δεν είστε Αλβανοί, τι είστε, εξωγήινοι είστε? Αστροναύτες είσαστε και ήρθατε εδώ ως αστροναύτες στη Βαλκανική? Μακεδόνες είστε. Τι επάγια тоа дека и во Егејска Македонија практично, па и нашите македонци и официјално се викаат славо македонци. Како илустрација во историската читанка, односно историјата за 6-то делење, пишува во една лекција словените и древните македонци, дека словените дошле по 6-тиот век од нашата ера, од зад Карпатите, ја населиле Македонија. Од асимилацијата помеѓу словените и древните македонци настанал славо македонскиот народ. Тие што не ја прифатиле асимилацијата се населиле во крајбрежјето и на островите, а тие што го задржале јазикот, културата, традициите, обичаите се повелек на планините, и тоа се денешните власти во Македонија. Кога некој дете ќе го праша својот родител, тато, кои се македонци денес во Македонија, тој родител нема да знае што точно да му одговори, затоа што проблемот е во ману, во академијата, во научните институции, установи, кои Ако јас денес ве прашам, кои ги раководат не македонци по потекло, и затоа историјата на Македонија и потеклото на македонците е секако само не македонско. добро, ако јас ве прашам на крај, кој е Тодор Петров, што ќе ми одговорите? Македонец по потекло. Со корен према Александар Македонски или тама некаде кај Карпатите? Па ние го држиме тој генетски код на култура и идентитет од кога постои Македонија до денес. Во периодот од 16 април до 25 септември 1990 година, Тодор Петров ги организираше 4 блокади на македонско-грчката граница.
И денес Петров оценува дека само малку фалело грците да попуштат под притисокот на блокадите и да ги укинат визите за македонците. Пред 15 години ги направивте првите протести на границата со Грција, го блокиравте сообраќајот, затворивте границата. Долго време, не само во грчки, туку и во македонски структури, се велеше Тодор Петров е грчки човек, ги направи протестите за Грција тоа да може да окористат како обвинување на македонска адреса за територијални претензии према Грција. Дали Тодор Петров беше грчки играч кој ги направи тие протести? Во секој случај на Тодор Петров бил и ќе остане македонец. Близок со Грција? Протестите ги направивме за укинување на рестриктивниот визно-пасошки режим. Имате чувство дека Грција многу долго ги користи тие протести? И за еманципација на правата на македонците во егејскиот дел на Македонија. Ги користи тие протести да објаснува дека има некои македонски структури кои сака да прават конгрес во Солун, кои сака да прават територијални претензии така натаму. Идејата за конгрес во Солун други ја пласира. Не Светскиот македонски конгрес. Блокадата на границата ниту беше масло на Грција, туку автентично право на граѓаните на Република Македонија. Особено што грците постојано блокираат границата, па никој од оваа страна не изјави дека тоа се врши заради територијални претензии на Грција према Македонија. Иако за жал. Ви направиле денес нови протести за затварање на границата? За сега не сме размислувале. Во текот на 1992 и 1993 година, македонската држава и Киро Глигоров го формираат првиот светски македонски конгрес на Џон Битов, како наше оружје да се шири македонската вистина низ светот и колку толку да се парира на моќната грчка диаспора. Во исто време Светски македонски конгрес формира и Тодор Петров. Долго време траеше битката меѓу двата светски македонски конгреса, за на крајот како победник од тоа ривалство да излезе Тодор Петров. Иако целата тогашна македонска владеачка гарнитура застана со сите сили за Џон Битов, меѓу редови обвинувајќи го Тодор Петров за ефтино политиканство во интерес на грците. Известители во името на владата беа министерот за внатрешни Фрчковски и министерот за правда Владо Поповски. Тезата на Фрчковски во образложението на ова информација од владата беше дека Светскиот македонски конгрес на Тодор Петров представува меѓународна терористичка организација. Тоа го кажат говорниците и остана жив. Од денешна временска дистанца погледнато станува сосема јасно дека тие обиди за формирање на Светски македонски конгрес на чело со Џон Битов, еден од најбогатите македонци во диаспората, еден, како што велат во масонските ложи, македонецот со највисок ранг во рамки на светската масонерија. Тие обиди за инсталирање на Џон Битов на чело на Светскиот македонски конгрес и на чело на македонската диаспора беа доста неуспешни. Времето што следи ќе покаже дали во сите тие комуникации помеѓу македонската држава и Светскиот македонски конгрес на Џон Битов се потрошени многу пари. Дали се потрошени на законски начин и какви се ефектите од така потрошените пари. Меѓутоа, две работи се денес евидентни. Прво, македонските ученици учат една многу чудна историја, која на еден чуден начин го третира постоењето на македонските, односно античките македонци и нивното претопување и комуникација со македонските дојдени во 6 век од нашата ера. И како второ, македонската диаспора оставена безмалку на милост и немилост од таа комуникација, во таа трка со грчката диаспора, која е многу богата и која е многу добро организирана. Од што најмногу се плашеа грците во изминатите 15 години? Од борбата за името на Република Македонија или од некој ексклузивитет нивни кој може да биде нарушен врз античкото македонско наследство? Па грците најверојатно се плашат од македонците во Грција. Затоа што ако го отвориме етничкото прашање во Република Грција исто како што тоа се прави во Република Македонија, во Грција, како што велат скопјаните се словени во Грција не би биле само црнците во Атина. Зашто македонскиот народ, македонската политика, македонскиот естаблишмент толку лесно се откажа од било какви Александар Македонски, толку лесно прифаќа дека ние сме словени дојдени 6 век на Балканот? За нас вештачка дилемата за постојање на словени и македонци практично станува за ист етнос, за ист народ. Може ли во македонската археологија да најдеме траги кои ќе не потврдат нашата теза дека денешните македонци се наследници на античките македонци? За тоа вечера ќе разговарам со Виктор Лилчич, професорот на археолошкиот факултет во Скопје, единствениот вистински ученик на познатиот хрватски археолог кој работи во Македонија господинот Иван Миколчич и човекот кој теренски обработи тој период на последните македонски крали, односно династиите од некаде 5 век пред нашата ера до 2 век пред нашата ера. Професоре, што покажуваат вашите истражувања? Каде до север се протега таа македонска држава на старите антички македонци? Имаме информации, значи, од теренот во главно, дека кралството на македонците во нашата Република Македонија се протегало до линијата помеѓу Велес и Скопје. Значи,
и ги опфаќало територија, да речеме, на средното, целото средишно Повардарие со Велешкиот дел, цела Пелагонија, значи, и цело тука Преспанско, Охридско, значи, со, па дури видите сега македонскиот крал Персеј, последниот македонски крал Персеј, тргнал во освојување на западните, северозападните делови и ги освоил, значи, тие делови каде што дошле во еден момент Тетовската банага да Полог, до Полог, до Скардус Монс, значи Шар планина. Професоре, дали според вашите истражувања можеме да извлечеме заклучок дека античките македонци се присутни во своето живење, во своето делување и функционирање на античката македонска држава на просторите на денешна Македонија? Точно така, и тоа повеќе од 50% и повеќе од 50%. Да речеме, ако земеме, како што реков, таа територија, ова што ја опишав, нели? Каде според вашите истражувања се главните, прво касарни, а второ разни упоришта на македонските? Бидејќи обично, ако се анализира тоа нивно делување, они обично имат линија кај што ги стационират гарнизорите, имат одредени упоришта кај што се на некој начин извиднички центри кои им јават за одредено непријателско делување. Видите, на линијата на Долна Македонија, значи, она почетната од Филип II македонски, да речеме, и Пајонија, односно Пелагонија, има неколку такви точки, тврдини, да речеме. Прва на која би посочила Демир Капија, значи Маркова кула корешница, една фантастично јака, силна, цврста македонска. Што е тамо? Гарнизон или карауле? Видите сега, ние... Што е по ваше мислење? Видите, ја мислам дека е тоа македонска тврдина од раноантичкиот период, од 4-тиот век, за едноставно една... Значи пред Филип и Александар? Во времето на Филип. Значи во време на Филип? Во времето на Филип, може и под Аминта, бидејќи имаме монети од Аминта откриено, од Филип и од Александар. Добро, може ли од тие истражувања ваше да се најде одредена формула или одреден заклучок како функционираат тие македонски кралеви и македонски држави, или се уште е рано тоа да може се? Тешко, меѓутоа, споредувајќи се изворите, значи, тоа се мали воени единици кои се пуштани со задача, да кажеме, да оформат тврдина и да внимаваат што се случува, нели, и да известуваат, и ако е потребно, да речеме, ако има доволно, нели, сила, или обично такво нешто не мислам дека не се случувало, туку само било јавувано за да дојде поголем контингент на војската. Видите, целта била... Каде нај на север се... На север вака сега видите во... Едно рековме доле ке Демир Капија, Маркова кула. Да, после проширувањето, нели, под антигонидите, веќе во под втората, нели, македонска кралска куќа, веќе имаме една нова линија тука помеѓу, значи, Велешкиот регион, значи, ова е веќе македонско, цела брегалница, и, значи, некоја граница се Осоговските планини, Градиштанската планина, Солунска глава, значи, тука, да речеме, и ова тука, како да речем, Бушева планина, тука Крушевските планини. Значи, некаде од Штип преку Велес и се спушта до Крушева. Тоа е една линија, да речеме, тука, со тоа што тврдини се, например, тука помеѓу, да речеме, Свети Николе, кај што е, помеѓу Свети Николи и Кумановско е село Градиште и Градишки врх. Тоа е една од тврдините, така. Од сите ваши истражувања, што ги имате, може ли се извлече одреден заклучок дека денешната територија на Македонија е дел на таа античка Македонија, дека ние можеме апсолутно со право да претендираме да го носиме тоа име македонци и Македонија? Бидејќи многу ми е небулозна таа теза дека ние сме Словени, дојдени во 6-тиот век и дека едноставно треба да се откажеме од таа наша историја пред тој 6-ти век од оваа ера. Видите, ја не можам да докажам тезата до крај нормално дека сме ние антички македонци. Меѓутоа тоа е логично, видите, мислам, не може еден народ да изумре, да се убие, да кажеме, да се цел народ да го снема, да исчезне. Тоа нема логика. Едноставно, видите, тие, да речем, градови, села, значи градови, населби, нели, помали, градски и поголеми, нивните тврдини, да речем, и овие што ги спомнав гранични кастели, да кажеме, тие се тука меѓу нас постојат, тие сведочат за постоењето на античкиот македонски народ. Повеќе од 5 години траеше истражувањето на академикот Томе Бочевски, професорот на електротехничкиот факултет Аристотел Тентов. На крајот од нивното истражување тие со гордост може да соопштат дека всушност го дешифрирале за прв пат во историјата старомакедонскиот или јазикот на античките македонци. Кога почнувате со истражување на овој ваш проект, кој на крајот доведе до тоа да биде дешифриран македонскиот јазик, односно јазикот на античките македонци, кој долго време, некои 20 на 30 века, воопшто не беше дешифриран, но се сметаше дека и не постои? Па почнавме некаде званично некаде од прилика 2001 година септември. 5 година се дешифрираат 30 реда текст.
отприлика? Тоа е и добро заради тоа што Шамполион работел едно 10 на 20 години на помал текст. И која е веројатноста математички, бидејќи вие сте сепак математичари, која е веројатноста дека не е направена грешка? Па веројатноста не се покажува на тој начин. Ние, да речеме, предлагаме комплетна методологија за дешифрирање. Текстот кој што го работиме... Сигурни сте дека не сте сгрешиле? Сигурни сме заради тоа што имаме голема доза на сигурност и повеќе од сигурни заради тоа што она што го добиваме како озвучување, како исчитан текст, потполно се совпаѓа со она што треба да се совпаѓа. Ви звучи логички тоа што е преведено. Не само што звучи логички, него ние имаме и така наречен, да речеме, еталон со кој што може да се споредуваме, тоа е античко данајскиот. Клучната забелешка која е дадена према вас е дека при дешифрирањето на стариот антички македонски јазик вие се користите со зборови кои денес се архаични или се користат во македонскиот јазик. Објаснувањето дека тоа не е логика во сите досегашни обиди за дешифрирање на сите познати светски јазици, дека вие правите одредено отклонување од воопичените стандарди. Па не знам јас колку што знам при дешифрирање на античко-данајскиот текст има исто така голем број на зборови кои што и денес се употребуваат во грчкиот јазик. При дешифрирањето на антички македонски тргнувате од денешното говорно подрачје на македонскиот простор. Пошироко од балканскиот ареал. Не само македонскиот простор, туку и се, да речеме, она што го добиваме како резултат, упатува на тоа дека се среќаваме, ајде така да се изразиме, на прасловенски јазик, заради тоа што сите зборови што досега ги најдовме, ги има буквално во сите постојни словенски јазици. Што архаични, што современи литературни. Дали според вашите истражувања постои дефинитивна разлика помеѓу старомакедонскиот и старогрчкиот, односно староданајскиот јазик, како тога се нарекува? Дефинитивно постои. Јас би го употребил терминот античко, не старо, античко македонски, античко данајски. Постои дефинитивна разлика. Бидејќи до сега обично се велеше македонците се борбени, храбри, освоиле пола света, ама немаат свој јазик. Односно се луѓе кои припаѓаат према тој грчки културен или данајски културен простор. Ова што вие го правите, кажете дека тој етнос или тој народ има и свој јазик и своја цивилизација која е сосема различна од данајската. Тоа е дефинитивно така и мислам дека допрва со примената на ова истражување и резултатите на истражувањето, заради тоа што во светот постојат не така мал, да не речем и огромен број на документи и артефакти од тој период, со нивното понатамошно проучување, мислам дека ние зачепкавме во нешто што спрема нас понатаму може да преиде и треба да преиде во нешто што значи откривање на една цивилизација за која што ние се уште многу малку знаеме. Бидејќи ова што е откриено од вас е од изворено стратешко значење и веројатно ќе измести многу работи не само во светот, туку и посебно на Балканот. Конкретно тој е откриен тој старомакедонски јазик. Стави на глава. Ако се досега стоеле на нозе, ако така речем. Како основа за дешифрирање на старомакедонскиот јазик, професорот Бошевски и професорот Тентов го зема каменот од Розета врз база на тој камен пред некаде повеќе од 150 години. Професорот Шамполион од Франција го дешифрираше хиероглифското писмо. Денес професорот Тентов смета дека врз база на таквото дешифрирање на старомакедонскиот јазик може да се дешифрираат и разни други пишени документи кои се откриени во скопското село Говорлево или во некаде близината на Белград, односно тој е познатиот артефакт во близината на Винча. Човек каменот од Розета, кој е еден вид на декрет на фараонот Птоломеј II за негово устоличување. И сега, ако може пред да почнете да одговарате да објаснам, значи ова е првото на хиероглифско писмо кое го има дешифрирано Шамполион. Ова е македонското, ова на старо грчко писмо. Значи ова е основа врз која вие почнувате да го дешифрирате. Да, ова е спрема нас античко македонски, ова е средниот текст, ова се хиероглифите и ова е античко данајскиот текст. Инаку спрема современата наука, ова се, да речеме, хиероглифи со кои што пишувале свештениците, ова е писмо за обичниот народ, а ова е античко данајско писмо. Тоа е декрет кој што, мислам, каменот е напишан по повод една година од устоличувањето на фараонот Птоломеј V Епифан. Точно се знае датумот, како што реков, 196 година пред новата ера. А зашто хиероглифското писмо е горе прво? Па заради тоа што било тоа писмо на врховните свештеници, а и било вообичаено да да речеме службеното писмо биде во средина. А ова е службеното писмо, односно писмото на владетелите на Египет во тој период, старите како антички што македонци. понатаму можеби ќе имаме шанса да покажеме, ние потврда дека ова е, да речеме, службено писмо, го наоѓаме во последниот ред, тоа е овде дел од текстот,
каде што се фараонот кажува на кои писма и нормално на кои јазици, затоа што писмото директно го определува јазикот, треба да се напише декретот. Што е разликата помеѓу писма? Значи првото и второто, колку што можам да сватам, се читат од лево надесно, додека ова од десно на лево. Така? Од десно на лево, а ова се чита од лево надесно. При тоа карактеристика за сите три писма е тоа дека нема празни места, дека нема интерпункцијски знаци, во што денес се е една низа бесконечна, што дополнително го усложнува процесот на дешифрирање, но таков бил начинот на пишување во тој период. Како почнувате вие да го дешифрирате ова писмо? Па нормално како што и сите, да речеме, истражувачи тоа. Од кој прв збор почнувате тоа да го правите? Од она што најмногу се употребува и што е можеби најлесно, наједноставно да се најде. Тоа е ословувањето на фараонот, неговото име, неговото презиме и епитетите кои што се придружени при неговото условување, затоа што условувањето не е идентично на сите места. Некаде имаме, да речеме така наречена подолга форма, комплетна форма со сите епитети, некаде има скратена форма. Што е разликата, да речеме, помеѓу старомакедонско и старогрчко писмо во дефинирањето на титулата на фараонот? Во античко грчкото писмо за фараон се употребува зборот Василевс или Басилевс. Добро. Додека овде се употребува зборот кој што оригинално гласи најнадзе именца, односно највидното наше име. Во старомакедонскиот? Во средниот текст, односно античко-македонскиот. Зашто досега не успеале да го дефинираат овој старомакедонски текст? Па затоа што никој досега не се ни обидел со, да речеме, со варијантата дека можеби Птоломеите си го употребиле својот јазик, што е најприродно како освојувачи, да го наметнат својот јазик говорен како службен јазик и како службено писмо. Дали врз база на тоа ваше откритие, со кое е дешифрирана текстот на каменот од Розета најден, можете да дешифрирате и други некои написи на старомакедонски или античко-македонски јазик? Најдовме таков документ кој што припаѓа на периодот на фароницата Клеопатра II Епифанија и резултатите кои што ги добиваме се потполно разбирливи, идентични и така натаму и така натаму. Значи добивате логички текст кој може да се разбере? Дефинитивно добиваме она што треба да се добие, што се очекува, бидејќи тој текст е повторно пропратен со античко-данајски и врз основа на античко-данајската половина од текстот, да речеме, светската наука го има, да речеме, прочитано под наводници тој документ. Дали денешниот македонски јазик може да се смета сличен со јазикот на античките македонци? Дефинитивно тој јазик доживеал еволуција, меѓутоа ние античко-македонскиот би го разбрале. Значи, ако разбирате Клеопатра II, дали ќе разберете Клеопатра VII, односно познатата Клеопатра која... Најверојатно со една мала корекција, Клеопатра VII била првата од династијата, тоа во историјата мислам дека не е спорно, првата од династијата Птоломеи која што научила античко-египетски. До тогаш владетелите и не знаеле античко-египетски. Знаеле античко-македонски, веројатно. Си знаеле својот јазик, она што треба да знаат. Значи целата како владетели. Целата таа династија се води корени од Александар Македонски, односно од Птоломеите. Од генералот Птоломеј Сотер. И што според вас е највалидниот доказ дека ова ваше тврдење дека се работи за текст кој е напишан на старо, односно на античко-македонски јазик е валидно? Доказ за нашето тврдење наоѓаме токму во последниот ред од текстот, каде што фараонот наведува прво на кои територии треба се постави каменот и на кои писма, односно на кои јазици тоа треба да се напише. Тоа ние го поделивме, да речеме, на така наречена прва наредба и втора наредба. Првата наредба кажува каде тоа треба да се постави. Значи во кои храмови? Направени од камен, ова се храмовите, ова е богот Змија, тоа е бог на долен Египет, ова е на долен Египет, ова е богот на горен Египет и ова е нашиот бог, главниот. Значи три главни бога има тука. Понатаму на кои територии? На територијата на Аѓупто, тоа е ознака за целосната територија на Египет. На сите храмови кои што се наоѓаат во Синај, а кои што припаѓаат на овие богови, и на една територија која што денес најверојатно се наоѓа во Израел, тоа е територијата Натанија, каде што се ословува со најголемиот бог, односно бога на Вејо, богот Чо, на Тнани, тоа е Натанија, и понатаму продолжува на кои писма треба да биде покажано. Интересно е што за пишување го употребуваат изразот ова наши, значи на камен, шие зборче за камен, на везене, односно на камен да везат, тоа е изразот за пишување. И сега почнува редењето на писмата. Текстот да биде напишан на камен. На камен, односно навезен на камен. И почнува сега редењето на писмата,
При тоа, редоследот е одозгора надоле како што се наоѓаат. Значи, ова е првото наведување на моите господари и нивните господари. Овде во оригинал мои назеве господалто и ги мои назеве господалто. Значи, она што моите господари ги нарекуваат нивните господари, или она што, да речем, и денес е титула на врховниот свештеник на Македонската православна црква, господин. Господин, значи. Па тоа е тоа, господин. Така. На моите господари и нивните значи, господари. На нивниот јазик? Да, тоа е на нивниот јазик, тоа е на врховното свештенство. Добро. Понатаму е клучното, да речеме, тврдење. Тоа се мои наживе господарта, односно моите живи господари. Што се старите живите господари, тоа се Птоломеите во тој период. Династијата Птоломеите, никој не одрекува дека биле антички македонци. И на крај на Данајве, тоа се на данајците, она што денес условуваме како грци. Дали денес, сосема за крај, ќе се разберевме со Александар Македонски ако разговаравме или ќе ни требаше малце напор? Па мислам дека ќе се разберевме. Со некоја доза на напор, ама не преголем. Останете со нас и по рекламите. Следува интервјуто со човекот кој располага со најбогатата и највредната збирка на стари пари на античките македонци, односно на нивните кралеви, на просторот помеѓу Ватикан и Атина. Останете со нас, следуваат рекламите. Со импозантната збирка со која располага, која број некаде повеќе стотини монети на македонските кралеви, Виктор Симовски се смета за човекот кој има најдобра и највредна збирка на монети на старите македонци на просторот помеѓу Ватикан и на просторот помеѓу Атина. Врз база на тие своји истражувања во последните 30 на години, со право може да каже дека денешните македонци треба да се сметат за наследници на античките македонци. Меѓутоа, да видиме што самиот вели на таа тема. Дали од сите монети што ги имате вашата збирка, може да се извлече одреден заклучок дека македонските кралеви, македонската династија е сосема различна од грците и дека ние денешните македонци, можеби со право, апсолутно со право, имаме основа да речеме дека влечеме корени од античка Македонија, антички македонци. За мене тоа апсолутно точно. По многу работи, значи македонската нумизматика е посебна нумизматика, различна од грчката нумизматика. На незините представи воглавном се третира македонска митологија и она што највише ги детерминира како македонски монети, тоа е македонското оружје представени на реверсите на македонските монети. Каде се ковани тие македонски монети? Дали се во добар материјал правени и како издржале неколку века, 20-30 века да бидат во денешната форма се уште добри и убави и да може да се употребуваат? Они се ковани во десетина македонски ковници, градови, од кои некои се познати, некои не се познати. Значи најголеми би биле Пела, Тесалоника, Амфиполис и така натака. Значи во близината на Солун, да. Отприлика денеска, да го географски лоцираме. Ковани се од најквалитетна бронза. Обично се вели дека античките македонци копале многу руда, правеле многу добар и квалитетен метал и дека дел од нивното оружје и познатата македонска фаланга денеска би можела да се спореди со некој супер модерен тенк. И дека тоа е предноста на македонците во сите тие битки што ги водат. Александар и македонските и ширењето на македонската држава апсолутно е победа на македонското оружје, што значи македонското оружје морало да биде најквалитетно. Значи иако биле помалу бројни, во битките со сите поседувале врвна технологија на изработка на челик, значи уште тоа време, значи 4-5 век пред наша ера. Апсолутно. Вие сариси најдени од периодот на Филип и на Александар, денес како би ги ставиле на копија, можеме да тргнеме и повторно да освоиме Афганистан. Да, апсолутно. Огромни пари грчката држава и грчките колекционери даваат за откуп на монетите кои се откриени на просторот на денешна Република Македонија. Огромно количество на македонски монети, односно монетите кои ги ковале македонските кралеви се префрлени во Грција. Од една едноставна причина, биги грците сакаат да ги скријат сите можни траги кои упатуваат на помислата и на заклучокот дека денешните македонци се наследници на старите антички македонци. Господинот Шелдаров, како еден од председателите и основачите на нумизматичкото друштво на просторот на Република Македонија, отвори две изложби, едната во просториите на Народната банка на Република Македонија и втората изложба која е во Охридска банка. Важи за човекот кој во изминатите 30 години најмногу има работено на откривање на монетите на старите македонски кралеви. Каде најмногу се наоѓаат стари монети и стари пари на територијата на денешна Македонија? До каде на север стигаат и до каде на север се откриени разни монети? Дали тоа можеме да го третираме како одредена граница северна на античката Македонија? Па пазите, буквално денеска гледајќи ги работите, бидејќи често пати бев на терен, сум бил, нема буквално место
каде што на оваа денешна република, територија на денешна република Македонија не се наоѓа, да кажеме, монети од тоа античка Македонија. Од сите македонски кралеви може да се најдат монети на територија на денешна Македонија. Од кого најмногу? Јас викам вака, буквално од сите, починајќи да кажеме од Александар I како македонски крал и пред тоа Која е тоа година? Александар I на власт бил во Македонија од 498-454 година пред нашата ера. Значи некаде 5-тиот век пред нашата ера. Да. Значи неговите монети се присутни на овие подрачја, али пред се во оние јужни краишта од денешна Македонија, да кажеме, оној што е Гевгелијско-Воландискиот регион или Битолскиот регион. Од Александар Македонскиот Филип II се наоѓаат разни пари, монети. После тоа, бидејќи и Александар и Филип проиграл по низ овие подрачја и завојувал на овие подрачја, неговите пари се исто така многу присутни на овие подрачја. Али оно што е, да кажеме, карактеристика за присуство на македонските владари е периодот кога Филип V ја анкетира буквално Пајонија. Филип V, односно предпоследниот македонски крал или цар, ја анектира, значи без малку целата територија на денешна Македонија. Буквално целосна територија на денешна Македонија ја присоединува кон Македонија и он справи една единствена матична држава на македонците тогаш, да кажеме. Кога доаѓаат римљаните, тоа е некој период околу 106 година пред нашата ера и еден период некаде околу 200 година од нашата ера, повторно коваат пари на територија на античка Македонија и тие пари ги означуваат како македонски пари. Значи и римјаните прават апсолутна разлика во тој период помеѓу старите грци и помеѓу античките македонци. Монетите ковани во Македонија, римјаните најчесто ги означуваат со поимот коинон македонон, што во превод, еден од преводите било заедница на македонците. Никаде не се спомнува коинон еладонон или грекон, не знам како би го рекле, што значи македонското име било прифатливо за римјаните и сите цареви до 3 век ковале монети со македонска терминологија и со македонска митологија. Обично велат, кога стариот Рим го освојува и го поразува Персија, односно е своја Македонија, престолнината на Македонија Пела, огромно богатство на Александар Македонски е префрлено и однесено во Рим. Вака, ние, да кажеме, во нашите кругови се зборува дека 2 недели не можеле да се однесат римјаните, да го однесат богатството во Рим. Значи 2 недели конвоите се долги, значи. Тоа било огромно богатство, целото богатство што Александар и другите македонски цареви го освоили и го создале, римјаните практично за 2 недели им требало да го однесат со огромни конвои и така натака. Мислам, тоа време нормално со каруци, со што би со конски волошки коли, така. Да. Последно прашање. Ви понудили ли грците да ви откупат некоја збирката? Претпоставам дека за ваква збирка би дале многу пари грците, само да може да ги скријат сите траги кои кажуваат дека античките македонци се различни од грците и дека ние денес со полно право велиме дека имаме корени од античките македонци. Вака ќе ви кажам, мојот татко Тодор Синовски е прогласен за непријател број 1 во Грција. Он е автор на населените места во Егејска Македонија и на атласот на населените места во Егејска Македонија. Јас како негов син мислам дека ниеден грк не би се осудил да ми понуди пари, бидејќи одговорот би бил драстичен. Мислам, апсолутно не, него нема таков храбар грк што ми понудил пари за мојата збирка. Иако се работи за неколку милиони евра? Вака, збирката не би ја вреднувал во милиони евра. Она збирката за мене значи 5 години побргу влегување во Европа. Дали на крај можеме да заклучиме дека на крајот на македонската династија, во Филип V, Персеј, всушност тие се вртат према матичната своја татковина или кралевина, тоа е делот на денешна Северна Грција и делот на денешна Република Македонија. И дека после оние пропагање на големото кралство на Филип II и на Александар Македонски, всушност Македонија се сведува новија простори. И дека може тука е всушност тој грчки страв и таа желба да не направиме никаков линк ние према античките македонци да биде спречен на сите можни начини. А видите како држава и во тој постар период, да кажеме, кога било и за време на Александар и пред Александар, државата на македонците била многу позната, да кажеме, оној јужен дел кај што било оним, па на север во еден периоди, да кажеме, ако било тоа до негде до Кожев, вториот период тоа доаѓа до негде до Велес. Кога римјаните го заробуваат Персија, освојат
денешната или тогашната античка Македонија, продолжат да коваат пари на кои пишува дека се македонски пари. Како вие тоа го толкувате? Такви пари се откриени на просторот на денешна Република Македонија. Точно, да кажеме 168 година Македонија е поразена од римјаните, во еден период да кажеме чак и на едни монети од еден внук. Персе е однесен во Рим. Пазите, се сакав тоа да кажем, на едни монети кои се ковани од внукот на Емилије Паул кој ги поразил македонците, на една сребрен денар е прикажена точно она заробување на Перси и двата сина како се триумфално однесени во Рим. Значи тој момент е прикажен на монетите од... Значи последниот македонски крал загинува и умира во Рим. Точно. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов. Вечерва, почитувани гледачи, можете да го проследите досието со работа наслов кој во Република Македонија и предаде античките македонци. Многу тешка тема, една од есенцијалните теми за оваа држава и за овој народ, кој треба да биде разработена во наредните 10 години. Ја ви посакувам пријатна вечер и се гледаме иден вторник од 20 часот и 15 минути. Претходно погледнете репризата утре во 13 часот. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.